Апостолски дела, 18 глава. Потоа Павле ја напушти Атина и дојде во Коринт. Тука сретна еден јудеец по име Акила, родом од Понт, кој неодамна дошол од Италија со жена си Прискила, зашто Клавдиј нареди сите јудејци да го напуштат Рим. Тој дојде кај нив и бидејќи го имаше истиот занает, остана кај нив и работеше, а занаетот им беше да прават шатори. И секоја сабота тој зборуваше во синагогата и ги убедуваше јудејците и лините. А кога Сила и Тимотеј пристигнаа од Македонија, Павле беше поттикнат да сведочи пред јудејците дека Исус е Христос. Но бидејќи тие се противеа и ухулеа, тој ги истреса лиштата и им рече: крвта ваша на главите ваши, јас сум чист, од сега одам ке незнабожците. И штом замина оттаму, дојде слугата на некој си човек по име Тити Јуст, кој го почитуваше Бога и чија куќа беше до синагогата. А Крисп, началник на синагогата, поверува во Господ заедно со целиот свој дом. И мнози на коринтијани, слушајќи го Павле, поверуваа и беа крстени. И му рече Господ на Павле во видение ноќе: не плаши се, туку продолжи да зборуваш и не замолкнувај, зашто јас сум со тебе и никој не ќе посегне да ти направи зло, бидејќи има многу народ во овој град. Тој остана таму 1 година и 6 месеци и ги поучуваше во Словото Божјо. А кога Галион беше намесник во Ахаја, јудејците еднодушно го нападнаа Павле и го одведоа на суд, велејќи: тој ги учи луѓето да го почитуваат Бога спротивно на законот. И кога Павле сакаше да одговори, Галион им рече на јудејците: јудејци, ако имаше некоја неправда или зло дело, лукаво, веднаш ке ве ислушав по должност. Но што ме препирката за учење и за имиња и за вашиот закон, разгледајте сами, зашто јас не сакам да бидам судија во тие работи. И ги истера од судот. Тогаш сите елини го фатија Состен, началникот на синагогата, и го биеа пред судот, а Галион и не обрнуваше внимание на тоа. Откако помина таму уште многу време, Павле се прости со браќата и отплови за Сирија заедно со Акила и Прискила, откако ја острига главата во Кенхреја, бидејќи беше дал завет. Кога пристигна во Ефес, ги остави нив таму, а сам тој влезе во синагогата да расправа со јудејците. А кога тие го замолија да остане кај нив подолго време, тој не се согласи, туку се прости со нив и рече: без друго празникот што иде треба да го поминам во Ерусалим. Ако даде Бог, пак ќе дојдам кај вас. И отплови од Ефес. И Акила и Прискила останаа таму. Кога слезе во Кесарија, отиде во Ерусалим да ја поздрави црквата и потоа замина за Антиохија. Откако престојуваше таму некое време, тргна на пат и ги обиколи поред пределите на Галатија и Фригија и ги утврдуваше сите ученици. И дојде во Ефес некој си јудеец по име Аполос, родом од Александрија. Тој беше красноречив човек, упатен во писмата. Беше поучен во патот Господов и со распламтен дух зборуваше и поучуваше правилно за Господ, иако знаеше само за Јовановото крштение. Тој почна да зборува смело во синагогата. Кога го слушна Акила и Прискила, го примија кај нив и му го изложија патот Господов поточно. А кога тој сакаше да замине за Ахија, браќата се обратија со писмо до тамошните ученици, за да го примат. И тој, кога стигна таму, многу им помогна на верниците преку благодатта, бидејќи силно ги побиваше јудејците пред целиот народ, докажувајќи преку писмата дека Исус е Христос.